Како можеме ние како поединци да помогнеме во борбата со климатските промени? Секој од нас може да избере активност која помалку придонесува кон климатските промени. Пример за една таква активност е превозот од домот до работното место. Кога користиме јавен превоз, заштедуваме јаглероден диоксид бидејќи активноста ја делиме со уште 30 други луѓе. Кога истите тие луѓе би избрале автомобил, вкупните емисии од активноста би биле многу поголеми. Од друга страна, емисиите би биле нула кога би избрале пешачење или возење велосипед. Ова е еден наједноставен пример како нашиот избор директно влијае кон намалување на климатските промени, но исто така и потсетник дека индивидуалното и колективното делување одат заедно. Но ајде да се вратиме еден чекор наназад. Автобусот кој го користиме бил произведен во фабрика и има своја embodied energy, односно енергија потребна за негово производство. Доколку таа фабрика при процесот на производство користела мотори со мала ефикасност и електрична енергија добиена со согорување на фосилни горива, тогаш и самото производство на автобусот представува активност која влијае негативно на климатските промени. Тоа значи дека и фабриката може да избере активности со помал јаглероден отпечаток, а тој избор може значајно да биде помогнат од креаторите на политики, например преку субвенции за фотоволтаици. Од тука важноста на политиките и мерките во процесот на ублагување на климатските промени. Исто како и здравјето, така и климатските промени се едно глобално јавно добро. Колку се важни правилните политики, толку е важен и секој поединец без исклучок, и само заедно можеме вистински да влијаеме. На веб страната klimatskipромени.mk во делот климатска акција секојдневно се внесуваат разни акции, каде можете да се инспирирате и самите да спроведете климатска акција. Пред се, битно е да се воочи фактот дека климатските промени постојат и се случуваат паралелно со сите други процеси. Бидејќи прашањето се однесува на причинителите кои влијаат врз климатските промени, овој одговор треба да го поделиме во две групи – природни и човекови. Ако понатаму ги разгледаме овие две групи, може да заклучиме кој влијае повеќе, а кој влијае помалку. Во групата природни фактори тоа не е сонцето. Сонцето се нема многу променето од 1850 година. Вулканите исто така не влијаат драстично, бидејќи истите ја ладат земјата од 1 до 2 години по нивните ерупции. Аеросолите, како директен производ од човековите активности, исто така не влијаат бидејќи истите ја рефлектираат сончевата светлина и ги намалуваат глобалните температури. Пренамената на земјиштата, односно промената на шуми во зелени пољани, исто така не влијае драстично врз климатските промени, бидејќи ваквите површини ја рефлектираат сончевата светлина. Намалената озонска обвивка, односно зголемениот концентрат на озон во долната атмосфера на Земјата, само малку ја затоплуваат планетата. Стакленичките гасови, како директен производ од човековите активности, најдрастично и со најголем удел влијаат врз глобалното затоплување. Нивниот висок концентрат придонесува до забрзаните климатски промени. Ако ги споредиме човековите наспроти природните причинители, јасно е кој влијае најмногу врз глобалното затоплување, а со тоа и врз климатските промени.